Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Доживотна казна затвор добија обвинетите за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски. Затвор не доби само таткото на Вања, бидејќи според судот обвинителите не успеале да ја докажат неговата вина. Тамара Дичевска со деталите. Доживотен затвор за Љупчо Палевски, Велибор Манев, Буре Видевски и Владко Кешишев за убиствата и грабнувањата на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски. Судијата Ивица Стефановски, читајќи пресудата, образложи како на свиреп начин биле убиени двајцата. Вања со врзани раци и нозе со стеги, ставена во вреќа за спиење во багажникот автомобилот, при што била изложена на тешко психичко страдање, била убиена од Палевски во главата во местото Бразди, а потоа закопана во дупка која ископале другите обвинети. Панче Жижовски со врзани раце со јажи и салотейп на устата му било пукано во глава од страна на Палевски, а потоа бил фрлен во веќе ископана дупка во близина на Велес. За таткото на Вања обвинителството не можеше да докаже вина, а судот денеска донесе ослободителна пресуда за него. На секој од обвинетите поединечно им утврдува казна доживотен затвор. За обвинителките, обвинетите добиле заслужена доживотна казна затвор, а за таткото на Вања ќе обжалат пресудата, бидејќи се уште имаат сомнежи за негова инволвираност за киднапирањето на неговото дете. Двете има различен став за продолжување на притворот на Александар Ѓурчевски до правосилноста на пресудата. Изречените доживотни казни затвор за обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Љупчо Палевски се доказ дека ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела, дека и покрај испланираното до детали убиство и на Вања Ѓурчевска и на Панче Жижовски, обвинетите се откриени и се добија заслужената казна затвор. Во однос на обвинетиот Александар Ѓурчевски, иако денеска не ги слушнавме аргументите на судот за ваквата присуда, неспорен факт кој што стои на страна на овој обвинет е дека единствено родителите на детето знаеле дека детето по исклучок критичниот ден ќе оди само на училиште. Двајца обвинети дадоа искази дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг. Според адвокатот на таткото на Вања, пресудата не е во победничка атмосфера, иако неговиот клиент доби ослободителна присуда, бидејќи на самиот финиш нема објаснување зошто Вања била киднапирана и убиена, Александар бил обвинет во целиот процес. Дали со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од она што требало да биде предмет на истрага, а тоа е она што го кажа Велибор Маневски уште првиот ден на 6.12. дека од 2022 година се правеле и се кроеле планови и списоци за киднапирање и за убивање луѓе. Адвокатите на другите обвинети не се задоволни од пресудата. Судењето било нефер и без никакви докази. Нивните клиенти се осудени на казна доживотен затвор. Ќе обжалат пресудата. Ниеден доказ нема, нити разумен сомнеш, а да имаше барем еден разумен сомнеш кој наликува на доказ, ќе беше добро за да имаме вакви пресуди. Судот во својата објава вика дека човекот е убиен 10:30. Цела Македонија виде снимка дека 12:30 сат човекот е жив на бензинска станица Лукойл во Велес. Доколку не бил Кешишев, немаше да бидат пронајдени ниту телата, ниту пак начинот на извршување на грабнувањата. Убиствата се случија во декември 2023 година. По интензивни 35 ручишта денеска беше донесена пресуда. Во судницата се менува искази, се призна вина, но и се негираше вина. Љупчо Палевски до самиот крај тврди дека не ги извршил убиствата. Пиштолот со кој беа убиени Вања и Панче не е пронајден. На завршните зборови Велибор Манев посочи вработен во Народната банка дека тој го уништил оружјето со кој се извршени убиствата. За него се води посебна постапка која според обвинителството не влијае на пресудата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. А за пожарот во Кочанската дискотека ќе се суди во Скопскиот кривичен суд. Вакво решение денеска донесе Врховен. Даниел Василев го вклучуваме со деталите на оваа тема. Даниел, се знае ли каде ќе се бараат услови за одржување на овој судски процес во кој со сигурност ќе има над 30 обвинети лица?
Добро вечер, Деспина. За сега нема таква информација, меѓутоа првиот човек на управата за издржување на санкции веќе ја понуди она дигитална судница која што се наоѓа во близина на затворот Идризово, со оглед на тоа што во тој објект може да бидат сместени повеќе обвинети, односно да се водат случаи како што е овој за импровизираната кочанска дискотека Пулс, во која што до овој момент обвинети се 34 луѓе. Она што е поважно е дека кривичниот суд се уште го нема добиено решението од Врховниот суд, откако ќе го добие ќе има рок од 2 недели за да одлучи дали обвинителниот акт за овој предмет се прифаќа или не. Сите детали ги гледаме во продолжение. Кривичниот суд се уште го нема добиено предметот за процесот за пожарот во кочанската импровизирана дискотека Пулс. Откако ќе го добие, судот ќе има рок од 2 недели за да каже дали обвинителниот акт се прифаќа или не. Но доколку кривичен го прифати, каде ќе се одржуваат рочиштата? Првиот човек на управата за издржување на санкции вели дека дигиталната судница која се наоѓа во близина на затворот во Идризово му стои на располагање на кривичен за овој предмет. Со оглед на тоа што во обвинението за Пулс опфатени се 34 луѓе, Александар Пандов вели дека дигиталната судница има подобри услови за одржување на рочиштата. Судницата во Идризово е подготвена за судење, ако се побара од судечкиот судија да има потреба да сака таму да суди. Сепак судијата и судот се тие кои што одлучуваат каде ќе биде судењето. Логиката мене ми кажува да јас изјавив кога беше пред месец дена за адитив, кога беше судењето, дека е за очекување, затоа што колку што знам има многу обвинети таму и не сум сигурен дека во кривичен има толку голема судница за да ги собере. Дигиталната судница има капацитет да собере до речиси 100 луѓе внатре. Претходно денеска Врховниот суд одлучи Скопскиот кривичен да го води судскиот процес, откако претходно Кочанскиот суд побара изземање бидејќи сите 5 судии веќе биле инволвирани во носењето на одлуки за мерки за обезбедување на обвинетите. Во меѓувреме, министерот за внатрешни работи со дипломатски одговор за обвинувањата на родителите на жртвите. Тие имаат право да прашуваат, државата е должна да одговори. Тошковски уверува, полицијата постапила професионално и неселективно во целиот процес. Имаат право да бараат одговори од институциите се должни да дадат одговори на сите прашања. Покажавме дека може да се работи неселективно и покрај сите обвинувани. Покажавме дека можеме да имаме еден нормален пристап кон работите и покрај сите обвинувања од страна на опозицијата. И покажавме дека без оглед на име, презиме, без оглед на кој инволвирал, кој бил близок со кого или кој не бил близок со кого, дека Министерството за внатрешни работи знае да постапува професионално. Првата група од 46 повредени викендов ја почна рехабилитацијата на Пониква. Таму ќе бидат 2 недели, колку што ќе трае третманот за секоја од групите. Даниел Василев, Сител телевизија. Радев со писмо до европските лидери жестоко ја нападна Македонија, откако вчера европратениците дадоа поддршка за извештајот на Вајц. Според премиерот Мицкоски, реакциите од Бугарија јасно го покажаа лицемерието, но и фактот дека проблем не се уставните измени, туку идентитетот. Бугарскиот председател во писмената изјава вели дека официјална Софија нема да прифати замена за францускиот предлог и дека правата на бугарите во Македонија не можело да бидат предмет на политички преговори. Ваквите референци за јазик и идентитет без специфична дефиниција ги ризикуваат слободните толкувања што нашите југозападни соседи веќе ги прават со своите тврдења за вековниот македонски идентитет, посочува бугарскиот председател. Мицкоски позраќа со контрабарање. Ме прашавте дали е мала победа? Не, за мене е големо разочарување. Затоа што вчера сведочевме како во главниот град на Европа, Брисел, имаше обид од одредени европарламентарци да се креира нова нација и нов јазик во 21. век во Европа. Но она што нас не прави задоволни е што граѓаните можеа да видат дека ниту идентитетот е бетон, ниту јазикот е бетон, како што одредени измамници во политиката не убедуваа изминативе 3 години.
Гласањето во комитетот ги намали шансите за суштински разговори на председателката Силјановска со бугарскиот премиер Желјасков на НАТО самитот во Хаг. Средбата била само протоколарна. Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер за потребата да се почитуваме, за потребата да го следиме духот на двата народи, за потребата да помагаме, за потребата оној кој е веќе внатре да му помогне на оној кој што оди кон Европската Унија. Јас ги берам зборовите, верувам во потребата од пријателство. Конечното гласање на извештајот за Македонија треба да се случи до 10 јули на сесијата на Европскиот парламент во Страсбург. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Силјановски информираше и за куса средба со американскиот председател Трамп на маргините на НАТО самитот. Според денеска договореното, земјите членки на Алијансата ќе одвојуваат по 5% од бруто домашниот производ за одбрана. НАТО донесе историска одлука. Секоја земја членка на Алијансата ќе вложува по 5% од буџетот за одбрана. Лидерите на 32 земји беа едногласни секоја година до 2035-та да ги исполнат индивидуалните и колективни обврски кон Алијансата. Генералниот секретар на НАТО побара агресивна реакција на вооружувањето од Русија, Иран и од Северна Кореја. Руте смета дека е неопходно да се инвестира повеќе за да се спречи војна, односно да се добие новата војна со производството на оружје кое го прави Русија. Соопштувајќи одлуката, генералниот секретар порача дека Алијансата е посилна од кога било и одлучна да делува брзо во одбраната на мирот. Генералниот секретар упати благодарност до американскиот председател без кого, како што рече, немаше да се случи изголемувањето на буџетот на Алијансата. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defense requirements, a benchmark that until today was set at 2%. A target that I'm pleased to say all allies will now meet this year or have already met. They agreed to boost our defense industries, which will not only increase our security, but will also create jobs. Целта од 5% се состои во два дела. 3,5 се основните трошоци за одбрана, а дополнителните 1,5% се однесуваат на надградба на патишта, мостови, пристаништа и аеродроми, мерки за борба против хибридни напади и подготовка на општествата за идни конфликти. Донесена е одлуката за зголемување, се разбира, јас потенцирав дека тоа може да биде само градуелно и дека ние остануваме посветени на обврската, но дека исто така мора да се внимава на моќта, финансиската моќ на државата. Македонската делегација, предводена од председателката Силјановска Давкова, оствари кратка средба со председателот на САД. Што си кажавме со господинот Трамп, да, тој морам да кажам дека беше со него беше господинот Диџеј Венс, така и тој го познава нашиот министер за надворешни работи. Да, дури мислам дека рече дека може и да не посети. Подсетив на господинот Кенеди, се разбира, и неговата улога, дека може и Соединетите Американски држави денеска да имаат таква улога во поглед на прашањата врзани за мирот, кои се исто толку важни. Со декларацијата која е усвоена на самитот во Хаг, членките на Алијансата се обврзаа на реафирмација на договорот од Вашингтон. Напад врз една се смета за напад врз сите. Меѓу точките во оваа декларација стои ветување за континуирана поддршка за Украина. Во Хаг денеска најавена е средба меѓу американскиот председател Доналд Трамп и украинскиот председател Володомир Зеленски. Трамп ги потврди овие информации коментирајќи дека ќе разговара со Зеленски за очигледното, односно за проблемите со кои се соочува лидерот на Украина. Следниот самит на НАТО во 2026 ќе се одржи во Турција. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Гувернерот на Народната банка побара банките да ги намалат или укинат провизиите кон граѓаните и фирмите. Ако тоа не го направат сами, најави законски измени.
Надоместоците за плаќањата со платни налози во рамки на банката треба да се укинат, имајќи предвид дека за нивно извршување не е потребно користење на платни системи кои создаваат трошоци за банките, а ова услуга е вообичаено бесплатна за граѓаните кај матичните банки од ЕУ. Понатаму, надоместоците за меѓубанкарски плаќања во домашна валута кои се извршуваат преку платните системи КИПС, клириншкиот интербанкарски систем, кој што кај нас е приватна компанија во собственост на банките, и МИПС, кој што е во меѓубанкарски платен систем во рамките на Народна банка на Република Македонија за поголеми износи на плаќања, значи тие надоместоци треба значително да се намалат. Меѓу другото, затоа што би морале за секое поединечно намалување, колку и да имаме желба да го намалиме, да видиме кои ни се трошоците од другата страна. Сите знаеме дека ние имаме сериозни расходи во Македонија за кадрот во IT индустријата, сериозни расходи во делот на картичното работење кон странските провајдери.